И како што комарците неуморно го најавуваат лето, така и сите домакинки со своето јајцо вапцание го најавуваат Великден. Од кај го извев збору јас не знам, не ме прашвај. Сам да не беше празник, можда и ќе барав некој посоодветен збор, ама петок велики е ден, или вели петок, или Good Friday, што ви рекле овие од странство. Very good. И за стандард прашање. Јајца вапцавте или вапцавте 3 колку за се речи во четвртокот, па другите сабота ќе вапцате за витрат подолго, не се расипва. Ај пуштете таму некој сличе по коментари да видиме. Чунки напред така се гледало што домакинки све. Кај нас пример син ми уште не вапцани ги скрши. Пошто нели кога ќе гледаш трендови по TikTok демек дај му јајце на дете ќе знае да не го пушти. Нема грешка. Тој не знае кој е моментално, камоли за јајцето ќе знае, ама добро. Туку дај да си пуштиме ние на шпица и си го почне да му авет. Можи? Ајде да те пуштиме. После јајцо вапцание иди јајцо кршение. Освен ако си со мали деца, тоест бебиња. Тогаш сакал некел јајцо кршение ќе им. Ја ти кажам право, Великден ми е омилен празник. Сам си ги сакам јас и Божики, Коледи, сите тие, ама ладно е тогаш ме сваја. Камен времето, па ако се погодат снего и големи не можеш нигде доди. Вака друго е бе брат. Сонце убајна. Не дека не знае да врни овој период. Сам Божја работа. Ама како и да е, знаеш дека иди лето. Знаеш дека кај и да е, шорцо и рамбовка да ги ти станат секојдневни. Баш ка главно јадење јајце. Ке си купиш младо кромиче, ке си го сецниш, јајцето ви си осецниш, салатиче, мимозиче, убајнавате. Ем ќе си се најеш здрава исхрана, ем протеинчина ќе си внесиш. Но нели сега веќе крајно време е да имаш почнато да пазиш на исхраната, оти в лето ќе бидиш буренце на плаж. А и да имаш и да немаш убајна. Баш ка ќе си подбаздуваш на кромиче, да не ти се лепат луѓето вака од блиску да идат да ти прача опречбата ремиси. Аре го ми текни порано колку пазевме. Ако треба да излегваш негде кромит лук никако. Не дај Боже нешто таква се касни ке мирисал. И то дефинитивно треба да се пази, пошто не си сам во светот ме све. Освен ако саеш да си сам во свет. А саеш никој не те малтретира на фукај се врат кромид и лукој. Нема поубав лек за овие што нема тосет со приватниот личниот простор. Не ти зборот тука всурат ти влек. Зато ова те мимозич убајн. Имало јадење спремно, немало 2 минути работа. Макар што имало месишта го саеш празник, а чим е празник и чим се јади, јас сум среќен. И кој што реков на најавата, годинава уште посреќен ќе биде празникот, пошто имаме новитети во фамилијата. Адам веќе наполна 4 месеци, сега изгорене чапа, лапа, фрла работи, што значи има све да искрши партал да направи. Има новитети кај брат ми. Ступенцето нивно е помало да душе, уште не чапа, ама рачунај толку позитивна енергија носат тие беблаците, што и ништо да нема намаси, и ништо да нема нигде, сите пресрекни. Ке си се собериме фамилиарно, баба му е спремна вапца 3 влошки јајца, има да се крши и да се крка на голем. И знаеш, јасно ти е цел век дека со дечиња нормално поубав е живот. Ама дека е толку поубав никој не ти кажува. Мераци. Вчера мајка му ја фати мера, што ќе вапцам сама, ќе го клам во то кенгуру го осеви ги, ќе вапцаме двајца. Пепел ја стори кујна. Чапај, шлапај со рачината. Ги макнал прстите негде в уста директ. Го чапнал јајцето, го пуштил на земја. Аве чешити. Па тек кои чешити ќе бидат до година кои разбират нешто од нешто со брачета. Тоа ќе биде хаос. За гарант ќе се најди некој, не смеј да се крши јајцето, отику знаеш што ќе се случи. Значи за беблак нема не сме. Тие такви коментари врска што немат со животот, го сакате да си практикувате подома слободно. Ние кај нас си практикуваме радост и среќа, духот да е весел. Нема тоа е брат. Топати го ме правено муавет, ама ко за побожен народ што нели не суди. Многу си земаме за право да збораме за работи што не треба збораме. Ама добро, тежок ден е денес, најтешкиот пост е моментално, да не си поганам устата што би рекле стари. Битно поганел, не поганел, морам да споменам дека како и за секој Великден, така и овој Великден, покрај тоа што рипат цените секако, цените на јајцата рипат дупло поќева. Ти како ти? Ако не искористиш сега дуре празник кој ќе искористи, главај таму што е за продавање, што не е да се продаде, да се сврти пара, кој да не купува секоја фамилија нон-стоп јајца редовно, аз не знам кој не купува. Ама добро, мене друго ми е прашање. Како бе кај другите го ќе има некој празник, сите луѓе си помагат, цените паѓат, гледат за сите да има се што треба. Само кај нас кога ќе треба некој празник да се има, тогаш рипат цените, тогаш сите гледат да се збогатат, да земат поке, да зафркнат нешто. И ми објасни некој зошто? Пошто нели човечката работа би било да се помогни на тој што нема, да се излези во пресрет и со цена и со се, да се биди човек како што налага верата во која се крстите секој пат кој помините покрај црквиче, па макар и на 3 километри било. Или што има врска што налага верата и како треба да се биди
правилно верник, битно да се прекрсти и капата да извеш, мора капата да извеш. Оти грево во капата. Видиш како ќе разберам на пример да качат цените малце. Да речеме биле јајцата 200 денари и направиме 220, 10% да речеме. Не бате. Ако се 200 денари 320, ако се 250 400. Вие на го ферве би се чили само на Балкано го имало. Не може да имаш 200.000 по стоќарот сема. И шо дека ќе клаш цената толку голема? Ќе ти купат поке јајца? Нема да ти купат, ќе купат или го што купат стално или помалце. Ќе направиш тро поке ќар и ќе си изгубиш третина од муштерите редовно. И шо постигна? Ама добро, шо разбирам јас па. Не имам работено со луѓе во живот. Ами големината на човекот се гледа во такви моменти. Јас разбирам дека крпен живот не е напишана за џаб. Разбирам дека сите гледаме да направиме шо поке за фамилија. То не значи дека по секоја цена треба да се прави. Ама да, на крајот на денот кој ме праша? Јас никогаш не сум бил некој што ќе се притресва до толку ригорозно религиозно. Ама од секогаш сум си водел сметка заради тоа што првото и можда најбитно нешто што религијата те учи е да си човек, да си добар човек. Тоа е најбитно. Не е најбитно дали туту 3 пати ќе речи. Не е најбитно дали ќе напишеш амин негде на Facebook под некоја слика. Не е најбитно да знаеш, не знам, оче наш напамет. Макар што 90% се кладам дека не ја ни знај. Убаво е да ја знаеш, ама не е то поентата. Поентата е да си добар човек пред се за себе, па постиг за сите останати. Да не мислиш лошо, да не правиш лошо, да ги третираш другите како што сакаш ти да бидеш третиран. Тоа е поентата. Мислам, мене ме најдо. Така јас ги гледам работите. Можда не сум во право, не знам. Ама ако сите се потрудиме да бидиме добри човечки суштества и ако ги третираме сите како што сакаме да бидиме ние третирани, јас се кладам дека светот би бил многу поубаво место за живење. И пошто знам дека сте по кладилници и по казина вака изгорени, ако сакате и кладба ќе направиме сериозно. Кога сакате, кај сакате, по колку сакате, пиши ја одма. Ако сите ги третираме другите како што сакаме да бидиме третирани, не мора светот земјата наша ќе биде најубавото место за живење. Лај рок ако сакаш во години ќе ја пишиме одма. Само што ако ја пишиме сите ќе треба да се потрудиме, дали ќе испадни така или не ќе видиме на крајот. Ама трудот ќе мора да се направи. Ако рече ако сме се труделе, ние ќе сме се потруделе до сега, ама добро. До као иде работата, да му кажуваше некој на Исус пред 2000 години кога распнува дека по 2000 години некој овде на видео ќе пробва преку кладба некако да напре луѓето порано се понашат, ќе му речеше на татка си ичне ме враќај татко, џабе овој народ не се учи. Па татко му ќе му речеше ако синко, ти врати се, остај ти ними после што сакат дека прави. Направи си го ти твоето, послето јас ти гледам. А јас кој што гледам Бога ми и времето ни стече. Тешки се овие епизоди како што е тежок ден, пошто никако не си знаеш. Ако збораш малце посериозно и влезиш во проблемите, тогаш тмурна емисијата, грешно те сваќат луѓето, пошто сите си перцепират како што ќе му текне. Терсе, ако му влезиш на мајтап на темата, автоматски грешно сваќат луѓето, пошто кој си ти мајтап да правиш нататък. Одма вратата кон пеколе отварат ичти, да не се секире. Ако речено е да не се суди, нема да не се суди тука. Кај е нас осудено. Значи му погодиш не можеш. И затоа и емисијата се вика така како што се вика. Пошто на крајот на денот знаеш како? Кој те праша бе? И толку од мене за ден. Уживајте во викендо, почекајте до недела да замрсите работата, па ние ги се видиме уште еднаш понедел. Да си честитаме колу. Ајде сега поздрав и имајте убав ден.